Почитувани гледачи, добро вечер. Ново издание на Рапорт со Јофе. Емисијата која секогаш ги следи неделните случувања во политиката и општествениот живот и од нив прави хумор и забава. Да, тоа е дефиницијата за ова шоу и така е секогаш, освен кога неговиот автор и водител цела недела е настинат, креа температури, кашла, кива, троши многу пакетчиња паломи и така натака и така натака. Да, настинат сум цела недела, најсериозно ќе ви донесам оправданија и ќе дојде родител да потврди. А во меѓувреме, вечерашно издание наместо со тековните настани ќе се позанимава со малку постари теми. Првиот дел е припремен од подамна, тогаш немаше време за да го обработиме во емисијава, но зборува за една вечна тема која секогаш е актуелна. Пресконференциите на двете најголеми партии и нивните обвинувања. Во вториот дел ќе одиме со малку ретро од минатата година. Сепак најпрвен пресконференциите на тема партиски вработувања. Најпрво гледаме дел од пресконференција на владеачката ВМРО-ДПМН е нормално со обвинувања кон опозицијскиот СДСМ. Да слушнеме што има да ни каже господинот Сашо Лазаровски. Почитувани, политиката на груба партизација на администрацијата СДСМ ја практикува секаде каде што е на власт. Во општина Карпош, каде градоначалник е председателот на градската организација на СДСМ Стефчо Јакимовски, токму партизацијата на администрацијата зема голем замав. Во оваа општина се вработуваат пријатели, кумашини, роднини, братучеди, функционери и родени деца на функционерите од СДСМ. Во општина Карпош се вработени Владо Поповски, сега секретар на општина Карпош, инаку поранешен министер без ресор, член на ЛДП, сега член на СДСМ. Мирјана Ѓоргиевска, братучетка на Стефчо Јакимовски, раководител на сектор за финансии во општина Карпош. Интересно, навистина интересно и баш ме интересира кој ќе биде одговорен на СДСМ на овие тешки обвинувања. Да, го имаме во писмена форма, ајде да го видиме. СДСМ вика невидено лицемерие, ВМРО-ДПМН обвинува за партизација на јавната и државната администрација, пред воопшто да обвинуваат, нека посочат друг пример каде шефот на тајната полиција е прв братушет на премиерот, а другиот братушет е главен кадровник во царината. Аха. Значи, СДСМ воопшто не го негираат ова што кажа претходно од ВМРО, туку нудат контраобвинувања. Тие велат дека непотизам има и во врвот на државата, морам да признам, уште потешки обвинувања. И се разбира, очекувам одговор во најмала рака демант на ова од ВМРО. Општините со кои што Социјалдемократскиот сојуз управува се преполни со роднини, со сопруги, сопрузи, братучеди, деца на високи функционери на СДСМ. И партиските вработувања во општина Карпош и во општината Струмица не се само изолирани случаи. Непотизмот и партиската припадност се единствениот критериум за вработување во општината Охрид. Во општина Охрид, градоначалникот на Социјалдемократскиот сојуз Александар Петревски ги има вработено братучетот на Бранко Црвенковски Љупчо Ѓурчиновски вработен во противпожарната единица. Александар Петревски го вработил сопствениот брат Здравко Петревски вработен во секторот за комунален развој локалната самоуправа Охрид. Добро, доволно е. Знам дека Бичеклиски има многу поголема листа од овие 20 што ги наброја, ама ние немаме баш време за тоа. Интересна работа, Бичеклиски не ги демантираше обвинувањата на СДСМ од претходниот ден, но искажа нови навистина сериозни обвинувања. Карпош, Струмица, Охрид. Ајде да видиме што имаат да му кажат и на кој начин му враќаат од СДСМ. Вика вака, ВМРО-ДПМН продолжува со истиот тип на пресконференции поврзани со јавната администрација, имајќи во предвид дека во врска со тоа на ВМРО-ДПМН вчера му поставивме прашање, а граѓаните не добија одговор, прашањето ќе го поставиме уште еднаш. Вика, во која друга држава освен Македонија шефот на тајната полиција е прв братушет на премиерот, а другиот братушет е главен кадровник во царината. Добро, значи од СДСМ повторно не ги негираат сите работи кои Бичеклиски кажа, туку го повторуваат прашањето, а со тоа е обвинувањето од претходниот ден. Значи, со оглед на тоа што веќе два пати е поставено ваквото прашање, очекувам одговор од ВМРО-ДПМН е веќе уште наредниот ден. Господине Бичеклиски, поведете. Сведоци сте веќе неколку дена Социјалдемократскиот сојуз упорно избегнува да се произнесе за партиските вработувања во општините каде што е на власт. Апсолутно сте во право, господине Бичеклиски, и јас тоа велам цело време. Вие ги обвинувате, тие ништо не велат за тоа. Сигурно сте во право, а и поразлични сте од нив. За разлика од СДСМ кои не одговараат на обвинувањата, вие сигурно сега ќе дадете одговор за братучедите на премиерот. Поведете. Она што социјалдемократите го спроведуваат на дело, за жал, е безобзирната и група партизација онаму каде што се на власт во локалните самоуправи. Ќе ви презентираме денеска уште еден пример. Градоначалникот на СДСМ во Куманово, Зоран Дамјановски Циц, исто како неговите партиски
колеги, градоначалникот на Струмица, Карпош и Охрид, вработуваат своји блиски роднини, братучеди, кумашини, поранешни актуелни функционери на СДСМ и така натаму и така натаму. Како пример, во општината Куманово, кого се запослил Зоран Дамјановски, ќе ја презентираме денес. Добро, гаси го, не сакам да слушам имиња, друго ме интересираше. Кај одговорот на обвинувањата на СДСМ, бе, господине Бичеклиски? Нема, нели? Добро, СДС, вашиот одговор, дај да видиме што велат од таму. Велат тоталитарниот режим на Груевски ВМРО да помане, не можејќи да ги реши се поголемите проблеми во државата, како расипана грамофонска плоча, секој ден повторување на иста глупост. И понатаму набројуваат примери за непотизам во власта Никола Груевски премиер, а неговиот венчален кум Зоран Ставлевски министер за финансии и вице-премиер. Првиот братушет на Груевски Сашо Мијалков е директор на УБК, а неговиот брат Владко Мијалков кадровник во царината. Бачанакот на Сашо Мијалков Јован Илиевски јавен обвинител за организиран криминал или пак случај на Гордана Јанкуловска, каде што несиниот сопруг Владко Илиевски е советник на Груевски. Добро, супер. Одговорот ВМРО нема. Следните денови се занимавале со други теми. Добро, СДСМ нешто за обвинувањата кон нив? Не, и тие со други теми, а? Епа, драги наши најголеми партии, дозволите ми да ги сумирам вашите 3-дневни обвинувања и деманти. Тоа е само обвинувања, деманти немаше. Значи, според она што кажавте и напишавте, можам да заклучам дека СДСМ вработува своји членови, роднини, пријатели, онаму каде што има своји градоначалници, односно општините Карпош, Струмица, Куманово и Охрид, а ВМРО да помане пак има своји луѓе на највисоките позиции во државава. Братучеди, кумашини, баџанаси или што би рекла Анета Стефановска. Мајко, сопруго, бабо, свекрво, што е проблемот со тебе? Што е таа агресивност да тепаш мажи во собранието како координатор на претеничката група? Проблемот е токму тој, што партиите си вработуваат и мајки, и сопруги, и баби, и свекарви, братучеди, и кумашини, и баџанаси, и партиски членови, и така натака, и така натака. Ситуацијата и со едните, и со другите е, што би рекол народот наш паметен, угоре високо, удолу длабоко. А што би рекол јас би требало тука да кажам нешто смешно, ама ситуацијава каде едните ги обвинуваат другите за непотизам, вторите наместо да демантираат, пласираат контраобвинувања, никој ништо не демантира, туку само продолжуваат со обвинувања, повеќе е трагично отколку што е комично. Беше тоа првиот дел на вечерашното издание, а во продолжение одиме со најавеното ретро. Прилогот првично е направен и емитован во септември минатата година. Темата граф. Уживајте. Се сеќавате ли на најголемото македонско достигнување во последно време? Се сеќавате ли на нашата неизмерна среќа? Се сеќавате ли на нашата гордост? Гравот. Со негова помош успеавме да го срушиме Гинисовиот рекорд и да бидеме први во светот со најмногу сварен грав во еден котел. Официјално соопштувам дека рекордот е срушен и дека јас се будев по моите правила заедно со готвачот и со неговиот тим на готвачи го проверив гравот и можам да кажам дека официјално е срушен рекордот. Точно така, 3150 литри сварен грав за прво место во светот. Црквата Света Петка во Штипското Срчиево беше местото каде го освоивме рекордот. 8 август беше датумот кој ќе се памети. Но големите сили уште еднаш покажаа дека не сакаат да успееме, дека не сакаат да бидеме на врвот. Не помина ни месец, американците сварија уште повеќе грав и ни ја зедоа титулата. Минатата сабота на 4 септември, организаторите на Алабама Батербин фестивалот во градчето Пинсон сварија 3820 литри или за 670 повеќе од нашите. Прво Букуреш 2008, сега Пинсон 2010. Неправдите продолжуваат. Ние прашуваме, до кога? До кога вака? Нема друго, ова може да значи само едно. Војна. Но ние не се предаваме. Во потрага по вистината стигнавме до самото Срчиево. Што најдовме таму? Пред само еден месец во црквата позади мене имаше 10.000 гладни јадачи на грав.
Тие за миг го испразнија котелот во кој се вареше гравот кој нас ни го донесе Гинисовиот рекорд. Сега, на 1 месец подосна, Срчиево обвиено во тага, жали по загубениот рекорд. Вратите на црквата останаа затворени. Жителите на ова село беа навистина разочарани поради тоа што американците успеале да им го земат рекордот. Баба Милка беше посебно натажена и едва се обрасили да проговори за овој неправеден чин. Американците го зедоа рекордот. Што мислите вие за тоа? И па што ќе мислиме? Што да кажем, ајде. Чим земале, сега па и нашо е добро. И кај нас е добро. Па сигурно бав беше град. Бав имаше народ многу и по куќите гости имаше многу. Баба Милка оваа тажна вест ја слушнала уште минатата сабота на CNN и веднаш ги известила останатите жители на селото. Кој е чул? Не сме чули многу. Не сме разбрали. Кој ќе ти каже? Тука нема многу народ така. И така. Посебно разочаран е Никола Сасев, поради тоа што тој ја следел работата од самиот почеток и бил доста добро запознаен со нејзиниот тек. Слушај, па сега ја толку не сум упознат со таа работа. Имаше други народ по-учени, но да кажам. Они там присуствуваа на тоа манастиро. Ја како сточар, толку не сум там присуствувал. И тоа. Жителите на Срчиево сега се посебно загрижени за реакцијата на Александар Македонски, бидејќи овој рекорд беше срушен и во негова чест, односно беше правен по рецепт стар 2000 години. Ова е македонски рецепт што јадел Александар Македонски. Сега жителите на селото се плашат од одмазда на големиот војсководец, кој е многу налутен поради тоа што американците успеа да ни го земат рекордот. Дали мислите дека Александар Македонски сега луд бидејќи американците го зедоа рекордот? Шо знам како да кажем, сега они се знаат, баба беше грав важно, да носува децата и така и на многу места. По куќи знаеш дали под на канче, под на нога, сркнаме тука, баба беше грав па сега. Александар Македонски е луд на американците поради што ни го зеле рекордот. Слушај, тоа не може ништо да објаснам, да не се лжимо, да не грешкамо никоја работа, да не грешимо. Не знам за тоа како е. И тоа. Но за една работа сите се согласуваат и велат дека треба да ги здружиме сите наши сили, да направиме уште повеќе граф и да си го земеме рекордот назад. Па ние мислиме шом го они зема, сега па ние да појачиме малку повеќе, па и ние да имаме за нас и за ни. Ама мислите дека треба да ги победиме американците, така? Па сигурно. Секој се за себе залага. Секој се за себе гледа, нели така сега? Секој се за себе гледа, секој се себе бендисува. Но како да го направиме тоа? Кој е вистинскиот начин? Се чини дека јас и Никола Сасев го имаме вистинскиот одговор. А мислите владата, премиерот Никола Груевски треба да даде пари од буџетот за да направиме толку многу граф? Некој помош мора да даде, да има малку така да не воздигне нагоре, да сме малку напредните и така. Опозицијата можеби веднаш ќе направи пресметки и ќе свика пресконференција на која ќе кажува што се може да се купи со тие пари исто како и за спомениците, но ние имаме силна причина зошто треба да се одвојат пари од буџетот, бидејќи сме појаки од нив и треба да го докажеме тоа. Се знае, ние стално сме работници и по швикат од нив можеме да докажеме дека секаде дека да идеме, ние сме работници и така ќе биде. Но сепак, истражувајќи стигнавме до запрепастувачка информација која и дава сосема поинакво светло на целата приказна. Никола Сасев го открива неочекуваното и изнесува скандалозни информации. Дека графо, они го правиле, ама нешто не бил квалитетен луѓето кажуе, како нешто загоренли, нешто миришавли, сите луѓе не добиле храна, како имало многу гужва, немало ред, треба да се построи како што треба. И така. После овој неочекуван пресврт на приказната стигнуваме до сршта на проблемот и стручно го разгледуваме. Во продолжение, експертската анализа. Со право го зеле рекордот американците, штом не бил убав гравот. И па не знам се како е шо е. Може да се појаки држави, по-искусно да имат и кувари, све уред работа. И толку знам ја, што да кажа друго. Ние прост човек, сточар, толку не сме мешани у тие работи, у тие политики, не знам сега. И толку знам, толку кажувам. Ама тие можеби имаат повеќе пари Америка, затоа повеќе граф. Америка е богата, може да кажам, ја баш толку не знам, па и у свету и да не е, ама главно богата е на Америка. Американците кои ни го зедоа рекордот велат дека за подвигот се спремале 3 години и планирале да сварат помала количина граф, но кога дознале дека Срчиево веќе го направило тоа, во последен момент направиле поголем котел и ја свариле победнишката количина.
Но сепак, немојте да се залажувате и да им верувате, бидејќи нашиот соговорник открива уште повеќе детали кои даваат комплетна слика на приказната. Никола се сеќава дека американците веќе биле овде и го испитувале теренот. Едно време ја беше у Црвената комбинат овчар и сам бил на планини у Калин Камен, Осоговски планини. И мало е на вежба, војна. Тогаш бемо со порнашна Југославија. И преди гранична војна вежба, и тие официри има на планините излезле, тие камбањоли, тие радиостаници разговарат, ваќат веза како што е. И официри, тие подполковници, полковници по чин, толку ја кад беше војник 58 година, толку забрви како што е. И едно шато со окрило послале разни јадења, се убавиње. И на мене вика, чобан, доживам, и ја трк вика, и ја малку брзина, бе. Седи, еси гладен. Добро, са гладен, ја викам, нисам. Не си. Ово тука што има се покупи и кога се за тебе, вика. Ние доста сме, ама они учен свет и политика починуват. Вика, американец со пченица баци у море, риби ране, вика. А русинова јак со наружање е гладен. Оти на север, толку не шитајца не се раѓа. И тоа сам запомнил и тоа кажул. По ова шокантна исповед и овие неверојатни откритија, баба Милка има остри пораки до американскиот народ. Што ќе порачам сега? Народот се знае, туку управа има. Точно така. Обама, слушај ваму. Ние никогаш не сме се предавале, па нема ни сега. Пораката е сватена, војната започната, ударот ќе биде возвратен. И верувај ми, ќе биде многу пострашно од твоите најстрашни кошмари и ќе се случи многу порано отколку што очекуваш. Мислиш дека председателот Иванов следната недела во Њујорк доаѓа за да се сретне со ними и си разборуваат за името? Размисли уште еднаш. Да, тоа беше прилогот што првично го емитувавме на 12 септември минатата година, а кој е совршен за реемитување кога на авторот и водител на емисијава не му е баш најдобро и треба да јаде лимони наместо да размислува како да ве насме. Ви благодарам за вниманието, се надевам се гледаме следната недела без настинки и грипови. Чао, чао!